14 април 2024 година на платото пред градскиот стадион или арена Тодор Проевски. Дерби на годината, дерби на сезоната, дерби на колото, како сакате, како милувате. Вардар Работнички. Една голема битка за трите бода. За жал битка за опстанок, за бегање од дното на табелата на два вака реномирани клуба. Она што го гледаме пред нас, за нас и околу нас во градскиот парк и во овој простор, навистина подсетува можеби на најубавите времиња на Вардар и на Работнички, бидејќи за едно вакво дерби, за еден ваков надпревар, за еден вакво шлагбор се потребни два тима. Секако вардаровите навивачи доминираат, можеби нормално, но Работнички е тука еден добар тим, добар клуб, добар спаринг партнер и ќе кажеме за добар надпревар, за неизвестен двобој потребни се два клуба. Тука е продукција Скок, канал Доргутов, да долови атмосферата од ова. Да видиме што се случува, како се случува. И да го следиме и надпреварот натре на арената Тодор Проевски, да видиме како сето тоа ќе оди и како ќе се финишира овој надпревар. Ќе кажеме полека се. Дај да Ај, добар ден. Среќен ден. И за вас среќен ден ќе биде. Како си? Добро, супер, супер. Шувака сам. Чекам другари. Така? Да. Добро. Што правиме денес за дербото, председателе? Да биде... Викаат еднаш председател на Работнички и газа цел живот. Да. Без оглед на трансфер. Без разлика што не сум сега председател, очекувам борбена и пред се фер и дека победи подобри. Така е. Само едно прашање до тебе, бидејќи овој простор се земам за право и ја и ти го чувствуваме како дома. Така е. Дали се сеќаваш вака да било убаво? Од поодамна не било. Во последно време не се сеќавам. Колку што ти не се сеќаваш, толку јас не се сеќавам. Ова беше мртво. Малку. Се враќа. Атмосферата се враќа. Вардар, што ми е мило, се враќаат комитите. Така е. Тоа е сила на која го движи Вардар напред. Ама без Работнички пак не бива. Па дерби е секојаш Вардар Работнички. Да. Фала ти, живи и здрави. Живи и добар си ви. Ајде. Сакам јане да го наставам. Застани една секунда. Застани една секунда надвор. Дојди, ајде. Застани. Не може. Абе, застани. Еј. Добар ден. Ај збор 2. Од кога кај вршец вака немало гужва? Од никад. Многу одамна. Многу одамна. Што ќе каже другата страна? Па ова е кафана на Вардар, така да што ти кажам. После долго време се враќаме на градски. Добро. После долго време. И фудбалерите и навивачите. Се разбира. Не сме играле, не сме ни гледале година дена фудбал на градски. Повеќе. Повеќе од година, да. Океј.
Ова е добро за фудбалот, така генерално. Разбира, тоа е најдобро за Вардар, за Македонија. Добар ден! Добар ден! Со нас е Стојан Коцев, популарниот џаба. Без да се налети на возраст и на авторитетот инвентар во Вршец. Да, фала на пашен, фала на. Еве, убава атмосфера, создаде овај комитите, така да уживаме на предутакмица. Столе, ама искрено, дали поодамна не се сеќаваш вака кај Вршец да било живо, полно убаво? Одамна не е било така. Не, напротив, денешниот ден е посебен. И мораме на неизоставно прашање, имаме малку тешка задача, ние штипјани и натурализирани скопјани брегалници и Вардар се во директна бирба за опстанок. Ено твое размислување на таа тема? Па, убава, предпоставувам атмосферата е пред се, предпоставувам дека и утакмицата ќе даде свој прилог. Значи, со големо задоволство би ја пратил истото. Фала ти и да уживам у фудбал. Да, фала. Добар ден. Како сте? Добро. Се надевам дека не сметаме за кратко. Добар ден. Не сметате како. Добри сте. Пријатен тек. Да, малце се камуфлирам, и мене. Дали може една кусови дување за продукција Скок канал Дургутов? Се зимам за право со целиот ваш авторитет и мина труд да кажам дека сте инвентарот кај Вршец. Да, Вршец сме мене најобилена дестинација. Посебно во вакви неделни предпладнења и попладнења, па и вечери. Спортска кафеана со многу спортски дух и со многу убави луѓе. Дали се сеќавате вака да било толку полно, живо, сега збориме искрено? Да ви Или кажам, одамна? мислам дека градскиот стадион многу значи за Скопје и скопјани. Играњето на фудбал на градскиот стадион значи живот за Скопје и скопјани. Честитки за Вардар и за работнички што денеска го вратија духот на Скопје и на скопјани. Благодарам. Тоа е крајниот епилог и крајната цел на ова. Нека победи спортот, мене немам ја поголема љубов од Вардар и работнички. Па знам сте партиципирали у двата клуба. И двата клуба се мој клуба, ги сакам, мои се автоктони, мои македонски клубови. Поздрав од продукција Скок до вас и до До фамилијата. вас и до вас, до вашиот тим. Благодарам, поздравени. Секој е добро. Срдечен Добар ден. До би рекол Вардарово друштво или грешам? Па не грешиш, мислам дека си за право друштво Вардарово. Добро, зборуваме со Ванчо Балевски Змија. По-возрастните сигурно го знаат, по-младите треба да кажеме, нели или? Мислам на тебе оставам ја. Кажите ми, вака е убаво друштво, бидејќи сметам дека сте дел, да не речам дел од инвентарот кај Вршец и кај поранешни митке. Дали се сеќавате вака живо да било последниве 2-3 години 5? Јас коментирав на Ванчо, му реков дека одамна немам видено ваква гужва, ваков народ. Ама убава гужва, фудбал. Убава гужва, фудбалска, тачно, навијачка. Па сега ќе видиме како ќе биде унатре. Имаше некои коментари дека ова е веќе победа за фудбалот, без оглед кој ќе победи. Како ви ја мислите за тоа? Па така е, ова е најферско градско дерби, мислам, и двајцата се тука негде, така да мислам поупорниот и по-борбениот ќе победи денеска. Што и многу ќе им значи за битката за опстанок. Добро, за YouTube канал Дургутов, ние наше мислење е дека е неблагодарно кога Вардар и работнички се борат за опстанок, ама тоа е тоа. Што би кажал Змијанова? Па први би се вратил на претходно прашање што го постои. Ова им потсеќа Вардар кој беше у прва лига, кој доваѓа Хајдук, Звезда, Партизан, Динамо.
Ваква атмосфера немам видено одамна и баш ме радува и вака треба и Вардар вака го личи. Вардар ималеше една од најатрактивните и најаките публики у таа бивша Југославија. Иначе за ова И по бројност беше некаде зад големата четврка. па и стално без разлика Вардар со кој имаше минимум 15.000 публика. Иначе ова што ме потсеќа на ова дерби, ќе се потсеќам Вардар која беше втора лига и Работички беше у втора лига со Червенски. Вака беше атмосферата. Мислам дека двата клуба заслужуваат да бидат у горниот дел на табелата, Вардар да биде непрегосолен пошто е бренд македонски. Емотивно сум врзан со Вардар и го посакувам да се врати на тие чекори кај што Вардар и му било место. Дали можеш да се сетиш точно на годината, иако има на интернет, кога Вардар и Работнички игра пред 20.000 гледаш? Па тоа е 72 овој Вардар кој испадна од прва лига. Не, 70-та, 71 беше тоа Вардар Работички со Червенски, а Вардар со Джина Симоновски. Браво, Змија, поздрав до друштвото и уживите. Ова ме потсека у бивша Југославија на вечитото дерби Вардар Работнички. Ево, може да се повтара време. И тоа е убаво за сите нас. Тачно, бивша Југославија се враќа на градски стадион. Ола. Дамјан Стојановски, тренерско фудбалско име од минатиот век. Два пати тренер на година. Ако набројуваме се што има зад него, ќе отиде пола емисија од каналот Доргутов YouTube. Драго ми е што се гледаме, може малку подолго време. Како сте? Како сте фудбалски? Како со здравјето? Па, ја ги пратам сите утакмици на Вардар, освен ретко у Маđари, поредко. На стадион немам пропуштено 10 години сигурно ни една утакмица. Синот е тука, знаете вие. Така зборуваме за Никола Коко, генерален секретар, 10 на 15 години во континуитет. Ја 40 години поминав како тренер, 10 години председател на Металург и сега у пензија. Фудбалска пензија, меѓутоа фудбалот и понатаму ме интересира многу, Така е. а Вардар најповеќе. Дамјан, мислам дека ти си навистина релевантен, без куртоазија, да направиш една споредба на оно што сега го гледаме и дали можеш да се присетиш во минатото кога имало еден ваков амбиент на градски стадион. Кога играат посебно Вардар и Работнички. Ајде, кога игра Вардар со други клубови може би имало. Зборуваме за Вардар Работнички. Прво да ви кажам една историја, може ќе ја замарам. Прв пат ја овдека имам лезено на овој стадион 1952 година Југославија против Израел квалификации за светско првенство. Јас сум роден скопјанец, израснат овдека, меѓутоа ваква атмосфера ретко кога имало, барем меѓу надпреварите меѓу Вардар и Работнички. Така да мило ми е вака да биде стално и на другите надпревари. Меѓутоа, што е причината? Причината е кај многу луѓе кои не го разбираат фудбалот, што значи фудбалот денеска. Така. Меѓутоа, тоа е. Добро, во секој случај треба да се радуваме ново и да уживаме. Радуваме и вака да биде сегде. Вардар е сепак бренд македонски секогаш. Во Македонија постои еден фудбалски клуб, тоа е фудбалскиот клуб. Вардар една фудбалска навијачка група, тоа е Комитите. 10 места празни, па после стајте ги вие кога сакате. Благодарам многу, живи и здрави да уживаме на прерод. Какво е чувството? Какво е чувството вака кога гледаме атмосфера, публика? За канал Доргутов збориме, YouTube канал. Вардаре со душа. Чувството е, па како ти кажам, невидено. Кога се работи за Вардар, све е невидено. Да има почесто вакви настани. Можеш на него да вратиш од интервју. Играње со Вардар нема ни со нас. Каде игра Вардар, таму се и лојал фанс. Браво, дечки. Браво. Се гледам.